Почитувани дами и господа, добро вечер и добре дојдовте во првата епизода од првата сезона на единственото македонско адреналинско шоу. Друже, не ти од телевизија, бе. Шо е, бе? Брат, ова не се препорачува за луѓе со висок крвен притисок, слаб желудник и разлабавено моќно меурче. Слушај сега, шоу има само на YouTube. И мислам дека е време да почнеме. Луѓе мои, добре дојдовте на првото адреналинско шоу во Македонија кое што се вика Триумф. 4 години на YouTube и мислам дека дојде време да направиме нешто од светски размери, да поставиме стандарди кои што ќе бидат многу тешко да се надминат. Подкастот згази, а сега време е да направиме шоу кој што ќе биде од забавен карактер, ќе има многу адреналин, решавање на умствени предизвици и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. Вие што ме следите често, знаете дека многу пати сум зборувал дека успех се постигнува со тимска работа. Верувајте дека позади ова шоу стојат многу луѓе и се надеваме дека ќе ве задоволиме вас и ќе постигнеме големи резултати. Од самиот почеток би сакал да се заблагодарам на платформата Глеј и целиот нивни тим, затоа што без нивната поддршка верувајте дека ова немаше да биде возможно. Сега, имаме адреналин, имаме многу забавно шоу, а со мене ќе бидат Димитар и Петар. Не знам кој ќе биде најдобар. Ќе видите. Концептот на единственото адреналинско македонско шоу Триумф е следен. Надпревар помеѓу општините. Треба да ги најдеме најспремните македонки и македонци кои што ќе се надпреваруваат и ќе освојат парична награда од 3000 евра. Дополнително, важно е на стартот да кажеме дека концептот ќе има неколку фази. Првата фаза е елиминациона, каде што ќе излегуваат општините кои што ќе изгубат, па потоа одат во четвртфинале, па полуфинале и стигаме така до големото финале на првата сезона на Триумф. Генерален спонзор на Триумф е mozartbetonline.com, като е онлайн платформа за игри на среќа. Им благодариме од срце што ја препознаа нашата идеја, веруваат во нас, многу битно да бидеме безбедни. Затоа поддржувач на оваа емисија е Аџи Бадем Систина. Тие се тука со нас професионалци кои што ќе бидат задолжени за безбедноста на нас, но и надпреварувачите во ова шоу. Би сакал да упатам голема благодарност до Скопје контейнер терминал и Blue Bell складишта кои што ни го овозможија овој прекрасен простор за да може да ги одиграме првите игри во оваа емисија. Во оваа епизода ќе се надпреваруваат општина Илинден, општина Кисела вода и општина Крива Паланка. Да видиме! Петар ви најави дека во денешната емисија се надпреваруваат 3 општини. Време е да ви ја представиме првата. Кисела вода. Кисела вода е општина во Скопје која името го добива по изворот што постоел на местото каде што денес стои црквата Свети Никита. Кисела вода е најстарата општина која изобилува со паркови, излетнички места, културни знаменитости, цркви и спортско-рекреативни центри, од кои произлегле големи македонски спортски легенди, а поради константното зголемување на населението, својот фокус го насочи кон младите, па се градеа и реконструираа училишта и градинки. За оваа општина во Триумф се надпреваруваат Марија Костовска, Бојан Вчков, Вања Милевски. Јас сум Вања Милевски, 21 година, се занимавам фултайм стримање на YouTube, ставете subscribe на Вања Live и на Стефан Лазаров. Се пријавив зашто сакам вакви предизвици, сакам адреналин, очекувам да победам, мојот тим да победи, да згазиме. Здраво, јас сум Бојан Вчков, имам 21 година, се занимавам со фитнес и снимам подкаст. Се пријавив бидејќи сум голем ентузијаст за авантури. На кого кажа дека ќе учествуваш шоуто? На сите дома, на моите пријатели, на моите блиски. И што ти рекол? Да не доаѓа. Јас сум Марија Костовска, доаѓам од општина Кисела вода, дизајнер сум на венчаници, во меѓувреме сум и тренер за бокс за деца и аерокик за жени. Кои се твои очекувања? Дека ќе тепаме, бидејќи имам среќа да носам сретни чорапи, нема утка. Ја запознавте екипата на Кисела вода, а сега е вистинско време да запознаете екипата на Крива Паланка. Крива Паланка, град што гостопримливо ве чека на брегот на крива и дурачка река. Град редок пример, со раскошна убавина, природа, чист воздух, убавини на Осоговската планина и природното Калин камен езеро. Крива Паланка нуди на дланка, богата култура, планински и алтернативен гастрономски и екотуризам во сите годишни времења, од рана пролет до доцна зима. Град на цвеќето, насмевки и среќа. За оваа општина во Триумф се надпреваруваат Петар Стоилковски,
Андреј Ваневски, Викторија Бошковска. Здраво, јас сум Андреј Ваневски, доаѓам од општина Крива Паланка, имам 20 години, се занимавам со кикбокс и држам своја онлайн продавница. Кои се твои очекувања од шоуто? Пред се добра дружба, одличен провод и секако да победиме. Јас сум Петар Стилковски, имам 24 години, доаѓам од Крива Паланка и сум собственик на фитнес центар Gym Bros Fitness. Зошто се пријави? Адреналин дружење за победиме. Јас сум Викторија Бошковска, имам 19 години, доаѓам од општина Крива Паланка, студирам графички дизајн, а воедно сум и млад амбасадор со спорт за развој. Како го спои графички дизајн со спорт житници? Така дојде некако спонтано. И третата општина која што ќе се натпреварува во оваа емисија е општина Илинден. Да ги запознаеме. Општина Илинден се наоѓа во непосредна близина на главниот град и го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на тромеѓата Скопје, Куманово, Велес. Поради својата географска положба и богата инфраструктура, општина Илинден представува одлична средина за индустријски и економски развој. Но оваа општина е карактеристична и по теретана на отворено, детски и мултифункционални игралишта, како и долгогодишната манифестација Денови на култура, која вклучува поетска вечер, изложби, концерти и проекција на филмови. За оваа општина во триумф се надпреваруваат Мартин Соколовски, Теа Ѓоргиевска, Андреј Малчевски. Јас сум Мартин Соколовски, имам 24, следниот месец 25 години. Се занимавам со транспорт, имам своја транспортна компанија и како на страна се занимавам и со YouTube правам видео. Дали се пријави на шоуто зашто ја сакаш општина Илинден? Да, општина Илинден ЦЦ. Здраво, јас сум Андреј Милчевски, имам 24 години и доаѓам од општина Илинден. Се занимавам со калистеника веќе 10 години. Дали моичкава е облече за да се плашат другите од тебе? Па, така не. Што се твоите очекувања од шоуто? Добра организација, да го дадеме максимумот и со надеж дека ќе победиме. Здраво, јас сум Теодора Ѓоргиевска, имам 21 година, доаѓам од општина Илинден, тренирам кросфит и работам како фитнес тренер. Зошто се пријави? За победа. Си ги знаеш другарите од екипата? Што мислиш за нив? Добри се. Дали ќе ги тепаш ако изгубите? Нормално. Вие што не гледате на YouTube, мислам, очекувано беше дека ја ќе бидам прво место. Сега вие не сте ја гледале играта што ја игравме за да видиме кој ќе биде прво, второ, трето место. Ако сакате да видите како се случило се ова, ќе можете да го гледате тоа на платформата Глеј. Јас победив, а тоа значи дека ќе имам можност да одберам општина со која што јас ќе се надпреварувам во првата епизода. Втор е Петар, трет е Димитар. Која општина ме сака? Ниедна. Само кисела вода? Илинден, што ќе кажете вие? И Крива Паланка? Сите се сакаме, врачи. Вакви дибидус двајца имате? Кој е ова, Петре? Ја вака ќе кажам, кисела вода ми е при срце, ама некако мислам дека е фер да му оставиме на Димитар. Ја, дечки, ја бирам Крива Паланка. Прва, играме со Крива Паланка. Еј, колку не се израдува. Јас ги бирам општина Илинден. Заради ракијата. Ајде, дојдете, бабу. Ајде, дечки, нека ни е со среќа. Први сме, ама играме на крај. Трета екипа сме со тоа што можеме да видиме кои се нивните слабости. Исто така бираме кој ќе биде во ковчегот со вода. Што мислите, која општина е најслаба вака? Јас мислам дека оној големиот дечко од Илинден ќе не спаси барем 10 кофи вода, бидејќи е 110 кг. Знаеш дека не размисли? Осварувам собота. Браво, добро. Значи го победуваме ова, ги газиме. Идеме. Дајте. До крај. 2, 1. Кисела вода. Не смееме да разочараме. Јас заебав работа што заебав со прва игра. Среќата ми се насмеа што ми се паднавте вие. Откажување нема. Никакво откажување. Може? Победуваме. Каков триумф 3-2-1 кисела вода. 3-2-1. Кисела вода! Тактички да видиме кој ќе ни остане за бирање на кој ќе биде вода. Најплачко е Стефан, така да ќе го избереме Стефан. Него ќе го ставиме веројатно првите 3 секунди ќе испадне. 1, 2, 3. Победа! Натпреварувачкиот тим започнува затворен во контејнер за транспорт. Внатре е потребно со решавање на математичка задача да го откријат 4-цифрениот код со кој го отвараат сандакот во кој има кофи за вода. По излегувањето од контејнерот, играчите е потребно со префрлање на вода од две различни локации да ја наполнат карата во која лежи играч од противничкиот тим, се со цел да го натераат да ја крене по клопната мрежа од самата када. Во моментот кога ќе ја крене, играта завршува. Правило има само едно. Натпреварувачот во карата не смее да ја крене по клопната мрежа во ниту еден момент. Горе. Леле, знае дека
има! Коцка по крупче плюс триъгълник плюс триъгълник плюс триъгълник. Добро, чекай. Коцка по 7 минус триъгълник е коцка. Ова и ова е 4. 4. 6. Готово, ова е 2. Ова е 2. Добро, значи ова е 2 минус 2, овде има 0 треба да е ова, по некоја логика. Аха. Затоа што секој број помножено со 0 е 0. Значи, ова по ова е... Значи 7 минус 2 е 5. 5 по 0 е 0. Брато, нас не требаат сите точни. 7 минус 2 е 5. 5 по... Види, пробај прво со 2, стај 2, 5, след 2, 5, 0, 6. 2, 5, 0, 6. 2, 5, 0, Ова е 0, 6. Ајде. Неќе. Тоа е! Не. Ете го е! Вади, отите полека не тегнете, зимај ги двете. Искачај! Еве скалата! Дај тоа, ти идеш кој? Дај ми ја ти големата? Пуним! Истурај! Вања, ми падна! Тука сум! Еве ја ида прв! Дојди, бичков! Абе, падна! Паќај, кај си? Абе, се држи пичкава! Опа! Ајде. Еј, паѓа! Вања, па падна, бе! А оди пробувај пак, не се откажувај. Пробај пак! Не, морам да го пробам. Ајде пак! Многу е лошо. Не се откажувај. Пуни ти вода! Ајде. Дај! Сега тој имам! Сега, спремен си! Ајде, дајте уште! Дина, ако не се бањал, сега ти е мајка. Чекај! Ајде, иди бања! Ајде! Ајде! Ке се удавам, парта те сакам, живи се! Ако умра, бил загинам, немој да ме жалите! Ајде, Диме! Дајте ми лайк и сабскрайб за ова што го правам, ало! Ајде, Вања! Ајде! Да се врти, брат, не може да тиша. Ајде! Готов е! Џабе, дей! Добро, толку е, излагај. Скроз го крена надвоа. Ајде! Зашо? Надвоа го крена. Што кренав, бе? Ајде, бе! Дей! Тоа е, дечки! Браво, Бојан! Браво! Те удавивме! Браво! Го удавивме, бе! Не ми возди се. Оми, бегај десно, че ми се напуни носот мрсули. Абе, чекај баца, бе, издржам. Ајде, бе! Се удави. Кога го направи од душа и од срце. Спина, дајте притисок да измерам. Реков дека ќе му видиме чим носиме бело, чим сме со Димитар. Општина Кисела вода не се даваме до крај. Дечки, многу се изморив, ова ги помина моите очекувања, мислам дека ќе биде лесно, ќе земаме вода, ќе фрламе. Го најдовме ние брзо решението и добро се справивме со сите предизвици и верувам дека и понатака ќе се справиме одлично за да победиме секако. Вака, прво морам да кажам дека многу адреналин, ама она многу адреналин како у војната треба да одиш. Супер тимска енергија имаш уште на сам старт. Тука мислам дека не понесе целата еуфорија, за да можеме буквално да го удавиме Стефан Лазаров. Тоа ни беше целта. Мислам дека супер работа заврши. Од стола почи 2 триаголници, 4 делено со 2. 2. Значи триаголникот не е двојка. 7 минус 2, 5. Третото е 5. 5 кај вакото квадратот. 2 минус 2. 2 минус 2 во заграда. 5 по 2 минус 2. Тука 5. Квадратот е 5, кругот е 0. 5 по 0. 5 по 0. Плюс Другите? 2 плюс 2 плюс 2. Колку? 6? Да. Трчи бе.
Земи ти скала. Тука кантата земи се, канта, ости го тоа кантата земи. А ова кај да го ставам? Ости го тука на земи. Оваа канта Да, земи ја даш. Пази. Ти оди на друга позицијата. Ја идам и те чекам таму. Добре, иде, да знаеш. Еве ја се подава. Концентрирај се. Малци има вода, не ни дополна полната. Сконцентрирај се. Дали ова некаква тактика, драги гледачи? Со две кофи земи воздух, земи воздух. Земи воздух, влезе. Ајде. Може? Да. Цела историја, все. Држиш, браво, брату! Држи! Земи воздух, земи воздух. Готова! Ајде, мајстора! Пушта прва! Кој се најаки? Ајде, здравје! Тоа, мајсторе! Брзинка се. Не се до силата! До умоте! Да кого? Да баба! Вака, брат, со тактики за следна, ја ќе ги смислам игрите, да знаеш да. Стај то ми тук, кажа плачење му. Падни од скора, падни! Не, се до силата, брат. Браво, може си убав, може си јак. Школа ми пали, школа, ми оди кај чак. Ајде да дојде со минушкаров, дечко не биде со шкала. Стигнете се се, мама. Теодора, чива идеја беше вашава тактика? Моја. Зошто? За да се лутиш. И што направивте? Победивме. Мислиш? 2-9, да. Тешко беше? Не. Андре, ти што задача имаш од тимов? Јас имам задача да искористам тактиката за да победиме. А од кај ви оваа тактика? Вие кажа, Петар? Ова е наша тактика и мислам дека треба да остане тајна. И зошто се одлучивте да одите, а не да трчате со кофите? Па, за да не истече водата. Мислам дека малце физика е потребна тука. Свативме дека не е колку побрзо ќе му однесиш вода, туку колку повеќе ќе остане тој што е у кафезот под вода. Види, ја му помогам, брат, ти изгуби дечко, извини, оди лево. А види, суши се, опреска си мока. Јако. И мислам дека нема на никој да им текне вакво нешто. Сега и да користи некоја ваква тактика, си знаеме и ние контраефект на тоа, така да гази, ние готово, решено. Јас знаев уште ома кога дојде дека прво место ќе бидеме, така. Значи, деца, не е се у мускулот. И до главата. Затоа ме двете ми раснат. Луѓе, слушайте сега. Ако се посрамотиме да изгубиме овие пред нас, нема смисла. Да се тепаме или некој друг да не? Немој. Мора да го обелиме образот на крива паланка. Одиме. Прво место, треба да се вратите дома после емисија. Нема второ место. Слушате. Заебај. Ајде. Тргајте. Ја ме стивам горе. Добре, полек. Одоле. Ете ги. 2 плюс 2 е 4, 7 минус 2 е 5. 5 по 2 минус 2, 1, 5 по 1, 2 минус 2, 0. Еднако, ово е 0. Значи 5, 2, 0. Ово е колку беше? 5 по 0, 0. Плюс 6. 5, 2, 0, 6. 5-2-0-6. Ама чекај, не, ова е шифра за вклучување сам на го треба. 6, 2. А, чекай. 2. Триаголникот е 2. значи пишува 2, Добра. после 2, 5. Добра. 5, 0, 6. 2 5 0 6. 6. Чек. Сака? Да. Сака? Не. Гутнав. Да, чекај малку. 2. Ова за да биде, ова е 5. Значи идеш 2 по 5, пиши ги 2 по 5. Значи ова ви е 5 по 0, 0. Третото ти е 0. Колку е? Ова е 5 по 0, 0 плюс 2 плюс 2 плюс 2 6. На крај 6. Накрај 6. Абе да 5, 2, 0, 6. Чекай, дека ги пишуваш. Сега се гледа кој бега по математика на час. Чекай, свети. Ало! Математика! На кое место треба? 2, 5. Ајде бе спора. Е, па така бе. 2, 5, 0. Побрзо. Како е неќе?
Ајде да стани. Значи до кога вака? Димај. Што имам 3 колки? Слобица. Тегубе четвртка. Не слобица. Ова се лепе работи што ми ги кажете. Не сте не ги. Не сте фер. Не сте фер. Стефан. Давајте ми го тоа, чекај. Не сте фер. Ова се буњашки работи. Стефан. Давај. Вики земи. Буњашки работи. Не. Ајде Вики. Не. Чека, не го ме. Ајде. Не пресипу. Пази, иде еден. Чекај, ќе ти кажам да земи. Сега зимај воздух. Пази. Полека. Не се буди, се стани. Ајде бе! Ајде бе! Не оставаме овамо катанецо да му е. На погрешно место девојче. Ми напуни нозна. Со Иле беше ова, малце се збунивме, ама добре. Перо. Три звезди гледам. Петка тивно нова. Што? Беше најдобро доле дефинитивно. Зашто најдобро? А најубаво издржав ците. Доле. Тензично беше, реално се збунивме внатре малку. Проблемот беше во тоа што кај катанецот, место да ги решаваме у средина, она мислеше девојче дека другата средина било и тука изгубивме време, ама добре што има спремни момци, Крива Паланка, гордете се на вашата екипа. Нашиот тим загонетката реши многу лесно, но малку имавме забуна со катанецот, не ги наместивме на право место, изгубивме малку на време, но ја мислам дека бевме супер. Ки простина? Простиме, не е девојчето криво. Ако сме поминале, да. Имавме одлична тимска работа, имавме одлични идеи, одлични планови. Дора ми се не ми се свиѓа одлично духов што го задржувате вака, ама за малку ќе не посрамотеше пред цела Крива Паланка. Чекај, значи знаеш што е се работа, што е реално? Да видиме времево, да мислам дека сме поминале. Значи втора игра мора да се озбилиш. Секако. Мораме малце вака брат менталитет и да нема по. И треба малку мотивација. Ајде да видиме кој ќе биде втори или трето место. Слагаме. По долга и тензична прва игра, дојде моментот да видиме и да дознаеме колку време ни требаше на нас како трета екипа и да видиме кој ќе биде второ, а кој ќе биде трето место. Секако и прво. Што значи дека третото место тука завршува, му подаруваме некој поклон, нешто му даваме, но секако дека ова не е последна емисија за нив, ќе се натпреваруваат и понатаму. Сега, тајмерот го соопштува еден и единствен. Томислав Живковиќ, дајте му аплауз на продуцентот на ова шоу. Без кој што ова шоу немаше да го гледате со толку анимации. А режисер? Режисер ли е? Режисер, да. Добро, режисер си. Продуцент, камерман, режисер, бизнисмен, све е негово. Епа така, дечки, доја моментот да ги соопштиме резултатите од емисиите од првата игра. Со тоа што ако ги кажам емисиите за и кој завршил, односно втор, одма ќе знаеме и кој завршил трет. Со најдобро време денеска во првата игра можам да ја прогласам екипа Илинден. Со скоро тајминг од 2 минути. Сега тука во монтажа да има некоја драматична музика. На второто место е екипа. Со 3 минути. Крива Паланка! Епа екипа Кисела вода. Честитки за учеството, пријателе. Честитки. Моја грешка е што јас заборев дека шоуот се снима во Македонија и дека мора да се краде, да се лаже, со превари, со давење. Уште плачена. Да беше негде у некоја нормална држава, немаше овакви да победува. Дајде сега вака, значи да не си одат со спразни раце, мислам видел дека како плаче. Велат дека и во загуба треба да си го задржиш достоинството, меѓутоа господине сега во оваа ситуација достоинството ќе го задржиме со нашите пријатели. Станува збор за пријателите од Салвео, кои што и онака имавме игра со вода, барем да се избањаме кој што треба сега со алпецин за мажи, со плантур 21 за жени, кофеински шампон за опаѓање на коса. Го користам и јас, жими се Марта био. Марта! Шампонот што го користам да не ми паѓа косата. Жими се. Тебе ти паѓа, еве да ти врати му го. Да ти порасне. Фала ви што дојдовте уште еднаш. Петар дојди.
Секако дека треба да ви се заблагодариме за тоа што бевте храбри денеска и ни спочитувавте во емисијата Шала на страна, меѓутоа да се спремите пубаво. Кисела вода очекува од вас појаки резултати и секако се гледаме во четвртфинале. И со умот у главата не го избирате Димитар да биде Апсолутно. Не го менуваме у никој случај. Што правиме следно? Идеме у втора игра, да видиме кој ќе биде победник во оваа епизода. Ајде! Уште не можам да поверувам дека изгубивме, човече, ама што е тоа е? Нашата екипа, односно екипата на Кисела вода не продолжува, но пред да видите каква ќе биде втората игра и што ќе прават Илинден и Крива Паланка во финалето, мора да се заблагодариме на Мамут градежните материјали кои што беа задолжени за сите материјали кои што беа употребувани во игрите за време на снимањето на Триумф, како и до пријателите од Dora Moving кои што беа задолжени за преместување на сите реквизити кои што се совршен партнер при транспорт и селидби. Проверете ги, а сега дознавате што се случува во втората игра од оваа емисија. Во оваа игра тимовите се надпреваруваат во исто време. Жолт против црвен. На секоја страна има жолти и црвени топки. Од секој тим, двајцата играчи е потребно на своите места да ги соберат по 3 истобојни топки. Во моментот кога било кој од тимовите ќе ги постават сите 6 топки на одредените места, потребно е да го задзвонат звоното кое се наоѓа на средина од контејнерите. Има само едно правило. Звоното не смее да се задзвони се додека не се соберат сите 6 топки. Доколку тоа се случи, односно било кој од тимовите го задзвони звоното, а не се собрани топките, во истиот момент го губа дуелот. 3, 2, 1, старт! Vamos se zaglani, znači brzo. Петар! Андрей! Не можам. Сега што правиме, Петар? А? Не, остај, они. Што правиме се? Нема ситуација? Вики, скока. Им дајме нека рамек. Не, Пази. Јас си одам од дома. Вики, скока. Држи ја, скока. Не, без рака, без глава. Не рака на глава. Ау! Трезија! Ајде! Крива Паланка! Ајде, виде! Порека без глава. Не на глава, не на глава. Не, без. Без раце на глава, немој! Не!
Вики! Скок! Крај. Држа 15 минути, готово. Овој дуел, поради безбедностни причини за надпреварувачите, беше стопиран. Победникот ќе биде одлучен со дополнителен дуел, а ќе победи оној кој прв ќе го задзвони звончето. Јас сум стремен да сказам дека мислам дека ќе биде лесно, па што сите се помали на Реал. 3, 2, 1, старт! Ей, порано тргна мајмуните. Ле. Ajde, pička! Gazi, brate! Ovo pobije. Не таму топките, не таму, на другата страна. Прави се. Лево! Ајде! Поди го! Ајде! Иди! Имаш ли? Оди, кај ме! Дима! Ајде! Носи! Семи, носи! Готов ли си? Може! Леле, јас знам. Гледа колко съм клуб, брат. Абе, еден. Не излаза. Да. Леле, това съм клуб. Леле, јас знам. Брат, така ги супу. Нашъл напред. Бозо. Осте го нему правим, абе. Осте го идем. Па толку брзање. Ствари јас ги сгрешив местата каде што треба да се стават топките, затоа дојдов до ситуација да треба да ставам 4 шолти. Крива Паланка извинев. Ама не се откажуваме. Трета игра за победник. Мене ќе ме нема сигурно. Пред да продолжиме со емисијата и да видиме кој победил. Само да ви кажам дека нашиот генерален спонзор Моцарт нуди одлична можност за сите полнолетни обложувачи на нивната нова онлайн страна за игри на среќа. mozartbetonline.mk. Регистрирај се и уживај во богатата понуда на класично и лајф облажување, видео лотариски игри од најпознатите светски провајдери, казино во живо, како и најбараниот авијатор. Моментално на сајтот е и активен и бонус за добре дојде, а вие се што треба да направите е да одите, да се обложите и да го свртите такалото на среќа и да добиете до 50.000 денари бонус. Брат, додека вие двајца трампарите, јас си се обложив на Манчестер Юнајтед. Брат, тебе ли Моцарт да те спасува, ќе изгубиш. Не биди Петар, со еден клик биди победник. mozartbetonline.mk. 3, 2, 1, старт! Ето бега, брат.
Ајде, добар си, добар си. Убаво ти прави, убаво ти прави. Ало ти мене за прво. Дай се човек. Не кажувай. Ќе направиме правило, ќе бројам до 10 да се пуштите, ако не се пуштите. Ти на страна. Вече, Вики! Вече, Вики! Бројам од 10 да се пуштите. 10, 9, 8, 7, 6, секој на последна страна. 5, 4, 3, 2, 1, пуштај! Бирајте страни. Бирај страни, тоа е. Бирај страни. Десно ги овде. Десно, доста му кажуваш бе. Доста му кажуваш бе. Звоното не смее да се задзвони се додека не се соберат сите 6 стопки. Изгубија! Изгубија! Браво, браво! Ајде! Ајде! Идеме! Идеме! Ајде! Онде фалеше една топка која што сега ја носи. Ако беше ставена, ќе беа повели го неште. Дечки, браво! Добро беше. Браво! Две топки, фала, добро беше. Ајде, чисто. Фала. Браво. Добро беше. Браво. Браво, тим. Ајде, аплаусирам, дечки, да си. Ајде. Ајде. Браво, екипо. Браво, екипо, браво. Браво. Браво, браво, браво. Која е Паланка? Не знам. Немам сам. Доволно е. Брзо. Имаше малку грешки. Мало се покажавме што можеме. Што знаеме? Која е Паланка? Добро беше денеска. Можевме да придеме и оваа, ама поради недобра комуникација теа скокна под дончето. Тоа е. Ама ако идеме јак, идеме понатаму газиме. Денот помина одлично, авантуристички, поради слаба комуникација. Го загубивме овој натпревар, но тоа е тоа. Повеќе среќа нареден пат. Што ќе кажеш за камера? Ајде, брзо. Само едно. После толку труд, борба и пот, Кена Паланка излезе на првото место. Ајбо! Идеме! Емисијата Триумф 2024 година. Одите директно во полуфинале, каде што ги чекате останатите општини кои што ќе се натпреваруваат и во четвртфинале. Многу се надевам и верувам во вас дека ќе ве гледаме во финале. Аплауз за Крива Паланка. Сите во коментар аплауз за Крива Паланка. Иако земавме ние второ место, нема да дозволиме тоа да не демотивира. Ајде сега кажете за кого? За баба! За што? За Ракија! Абе, вака така, завршивте прва емисија. Те нема едно 20 минути. На шпица го има. Абе, емисија как заврши како што почна, брат, со драма. Ајде, доста плачеш, жити се. Знаете што? Реално голема работа, ево. И мислам дека треба да продолжиме во висти пранаци. Ама морам да ви кажам. Да не беа здрава станица, живи изгоревме на Сетов. Бога ми со чијава и реално чинјата и вака и така изгоревте. Исто ли се фака? Ти изгуби. Него, што правиме сега? Поставуваме стандарди за следна емисија. Затвараме ова, одјавуваме. Ки им кажеме на луѓето. Чекај, брат, чекај. Ја да им кажам фала што не гледа,
Кај се камерите? Мафните им. Ја да му кажам биле. на Димитри да му кажам дека крајот на емисијата брат завршува со тие што изгуби, дека треба нешто да направи. Еве, јадам чија шо. Ти јади чија брат, ама у вода. Чичо ќе го јади. Зашо? А мислите дека е крај? Не, на крај уште. Дајте бар да дојдам. Фати го толе. Фати го, ај. Фрлете ме одо. Само што добро сакаш собчи. Чекај, панто го не Сега, драги гледачи, гледате стриптиз. На рамо. Бегај, што беше пред изглед? Еве го, путаме со глава. Пичку матер. Дојди сама. Уште. Чекај. Не, ништо. Ај, Чичо. Ајде, влези си. Благај. Ај. Кој губи? Абе, бубата. Чекај, бубата. Дайте бар шампон. Дайте лайк и сабскрайб. Сара Мејска ни позавиди. Абе, ова треба се да за прво место, не за последно. Чао, дечки, гледате ни у следна епизода. Да пробаме.